слушатели, сега е веќе време да ја пречекаме нашата гостинка и незината домаќинка, секако Сузе, а ова е термин секогаш резервиран за гости од Аџебаден Систина, за доктори отаму. Ова утро овде со нас е докторка специјалист по онкологија. Добро утро за Даниела Поповска. Добро ви утро. Добро утро. Разговорот ќе го водите со Сузе. Претходно само морам да поздравам Сузе од Роме од Биџево, му ветив, 3 пати ми рече дека обврзно морам да те поздравам. Дали ми компонира нова песна? Не ја испеа ова утро, ја чува веројатно специјално за тебе. Благодарам, искрено многу ми значи. Имате значајна тема, така што повелите. Благодарам многу, добро утро официјално и од мене, доктор Поповска. Драго ми е што ќе отвориме една тема, иако до октомври имаме уште точно 10 дена, но октомври е Розев октомври, го нарекуваме, месец во кој што се обрнува внимание на женското здравје, но бидејќи вие во Аџибаден Систина сте секогаш пред сите други, па и во ова еве ќе се обидеме да укажеме, да подсетиме, да превенираме и да едуцираме колку што можеме. Современи третмани на карцином на дојка. Како онколог во вашата пракса сте имале можност да видите многу разноразни приказни женски и да сочувствувате со нив, но ние нема сега ова утро да споделуваме статистики колку е голем процентот на жени кои за жал ја изгубиле битката. Туку ќе дадеме поддршка и ќе ги охрабриме сите оние кои одамна не направиле преглед да го сторат тоа и да превенираат, да спречат да се случи нешто навистина непосакувано, затоа што ракот на дојка е излечив доколку се фати навреме. Открие рано. Да. На која возраст и на колку време жената би требала да почне да ги прави тие прегледи? Убаво што рековте. Уште еднаш бе добро утро од мене. Добро утро на сите ваши гледачи, на сите жени, на сите мајки, братучетки, сестри, керки, сите оние кои што имале некаква приказна, тие ни се инспирација како го поминуваат патот, како живееле со тоа, меѓутоа и нивните блиски, мајки, сестри, братучетки кои се соочувале со приказната карцином на дојка, со болеста карцином на дојка. Карциномот на дојка се лекува. Тоа е она што сакам да го кажам до сите гледачи, дека не треба да се има стигма и страв да се почне со превентивни прегледи. Зошто? Рано диагностициран, ке речам навреме диагностициран, рак на дојка е излечив. Затоа и постојат скрининг прегледи, превентивни прегледи за се она што е како промена да се фати мало, рано, кога може да се излечи и кога начините на третман, модалитетите на третман нема да се многу агресивни. Кога се почнува со превентивни прегледи, односно скрининг прегледи. Секоја земја, зависно од инциденцата, бројот на диагностицирани, зависно од можноста, си креира една своја скрининг програма. Во Македонија долги години не беше, да речам, спроведувана како што треба. Сега, благодарение на колегите радиолози, почна пак да се спроведува скринингот на дојка. Функционира преку амбуланти за дојка, преку и се упатува, односно се закажува преку матичните лекари, со тоа што би требало секоја жена која што има 40 години да почне со базична, односно прва скрининг мамографија. Мамографијата е таа која што е битна и која што треба да се направи. Ехо прегледите секако се битни, но се комплементарни на мамографијата. Значи, скрининг преглед е мамографијата. Зошто велам 40 години? Најчесто повеќето земји во светот имаат прифатено возраста 40 години кога треба да се почне со превентивни прегледи. Реков пак зависно од структурата на здравствениот систем, мислам дека кај нас и од 45 можат преку таа амбуланта за дојка, преку матичниот лекар да закажат, меѓутоа повикувам сите оние жени кои што имале во семејството близок од прва линија, значи мајка, баба, тетка со карцином или втора линија со карцином на дојка, да почнат на 40 години. Доколку нивната
мојата мајка имала, да речам, кога била возраст од 45, се препорачува тие жени да почнат 10 години пред возраста кога мајката била диагностицирана. Значи, мајката била на 45, керката треба да почне со превентивни, значи скрининг прегледи на 35-та година. И тоа да почне со мамографија, па потоа зависно од наодот ќе се знае временскиот интервал како да се продолжи. Многу е битно, и тоа секогаш на моите пациенти кои ќе дојдат во амбуланта го кажувам, значи многу е битно да се обрне внимание, и тоа радиолозите го знаат, мислам нели нормално и секогаш е во нивните репорти, меѓутоа можеби помалку се зборува. Жените кои што имаат густи дојки, значи или многу густи дојки, имаат зголемен ризик од карцином на дојка, зголемен во однос на оние што немаат густа дојка, и тие треба да бидат повнимателни, односно кај нив треба да се обрне повеќе внимание. Не секогаш е доволна мамографијата таму, затоа што во таа густа дојка нешто може да се пропушти. Постојат дополнителни модалитети кои што можат да се направат, како например магнетната резонанса или 3D мамографијата, за подобро да биде видливоста на дојката и да не се пропушти нешто што може би било скриено во таа густа дојка. Многу битен факт кој што некако го пропуштаме и затоа сакам на гледачите да обрна внимание. Тоа не значи дека секоја пациентка што има густа дојка ќе развие карцином на дојка, значи само дека треба да чуваме стража, да бидеме малку повнимателни. На колка временски период треба да чуваме стража, или која е најдобрата дистанца помеѓу две мамографии кои што треба да се Во принцип, препорачано е на секои 2 години, доколку имаме уреден наод дојка која што не е многу густа. Доколку имаме густа или многу густа дојка, во тој случај можеби е потребно и порано, великов пак зависи од базичната, од првата што ќе се направи мамографија, од наодот што таму ќе се види, после треба да се планираат следните прегледи. Дали ќе бидат на година, некогаш има потреба може од 6 месеци, да. Значи, една исто друга работа која што сакам да ја предочам на пациентите, да не бидат во оние заблуди дека снимањето е премногу зрачење или тоа зрачење ќе премногу болно. Јас имам слушнато од многу пациентки дека е болна. Практично градата се става под 2 листа, мамографот ја компримира, ја стиска, за да може да има убава 2D димензија видливост. Мамографијата е 2D испитување во 2 димензии. Стиска во моментот, меѓутоа тоа не е премногу болно. И сега реално би требало пациентите да се спремни, да знаат што ги очекува. Тоа е кратко трајно, ништо не може да им се случи од тоа. Една работа. И второ, ова пак што ќе речам, мамографијата нема да ги оштети, не е тоа преголемо снимање. Сакам да ја, или компјутерска томографија понекогаш во одредени други ситуации ако треба, многу од пациентите ги чуеме, не сакам да се зрачам, премногу ќе се зрачам. Мамографијата и дозата која што се користи во мамографијата е како едно прелетување назад до Америка. Нешто, мислам, дозата е премногу мала за да има некакво оштетување. А стюардесите летаат постојано и до сега реално стюардеса пациентка, еве јас не сум имала како пациент. Сакам да кажам дека нема зголемен преголем ризик. Така е. Кои се симптомите, доктор Поповска, кои што не смееме да ги игнорираме, иако ваквите диагнози ретко и даваат некакви симптоми предходно дека нешто се случува, можеби? Симптомите кои што може да биде да се очекува било каква болка нетипична, неочекувана, печечка, жежечка, која што е и надвор кај млади жени, да речам, меѓуциклус која што ќе се појави, затоа што понекогаш кај жените кои што се во редовен менструален циклус, значи во репродуктивен период, околу циклусот може да имаат промени на дојката кои што се типични, врзани за хормонските промени и дисбалансот кој што се случува во еден нормален цикличен период кај жена во репродукција. Значи и затоа и се препорачуваат снимките, мамографиите, прегледите да не се прават околу циклус, туку откако ќе заврши. Меѓутоа секоја болка што трае
континуирана, која е пржечка, нагла, која што не е очекувана, исцедок од дојката, промена на кожата на дојката, понекогаш може како длабнатина да видат пациентките на кожата, тоа е знак дека треба да одат на преглед. Вовлекување на брадавката, потем промена во бојата на кожата во однос на другата дојка, се тоа реков веќе за специфичен исцедок, не секогаш исцедок значи нешто малигно, некогаш бенигни состојби на папиломи и бенигни значи состојби на дојката и болести може да направат исцедок, не треба одма да се крева паника, нема место за страв, меѓутоа тоа значи само дека треба да се упатат на лекар. Да. Пред многу години беа спроведувани едни големи кампањи за самопрегледи, за да се научат, за да се едуцираат жените, женската популација да прават во домашни услови пред огледало, да можат самите да... И треба. Да. Колку денеска се работи на таквата кампања и дали со тие самопрегледи исто така може жената сама да нешто да открие? Сама може да открие, зависно од многу е битна големината на дојката кај секоја жена и каде се наоѓа потенцијалната промена. Палпабилни, односно она што може да се прегледа, да се пипне на преглед и на само преглед, би биле поповршни и поголеми. Скрининг прегледот ќе ги зафати и тие што не се палпабилни, многу мали. Значи скринингот е, мамографијата битна, само прегледот исто така за ваквите промени кои што можат да бидат поблиску до кожата, поповршни кај мала дојка, да речам, и само прегледот реално како би требало да се изведува со двете раце во насока на движење на часовникот, додека се тушираат пациентките во лежачка положба исто така, да ја пипнат и пазувата да видат и дали нешто таму се случува, зашто исто така во оние симптоми типични кои што би требало да знаат аларм веќе да значат нешто, некаква си палпабилна промена, зголемена жлезда и во пазувата е знак дека треба да се упатат на преглед на лекар. Да, јасно, спомнавте, ме прашавте и за кампањите. Реално не можам да речам дека сигурно има кампањи кои што одат порано можеби беа поинтензивни, меѓутоа зависно и тоа организацијата на невладините организации, нивното спремање, здруженијата каде што членуваат, да, доста пациентки. Постојат повеќе здруженија на пациенти, 2 или 3 различни, 4 можеби. Сега мислам дека се здружени со хематолошките пациентките и они тука си даваат сила една со друга, комуницираат. Генерално и тоа е најголемиот начин на комуникација и на делување на пациентите преку нивните пациентски организации. Да. И уште 3 минути и 4 имаме да го привршиме разговорот и секако да кажеме дека пак од друга страна и ако за нешто навистина може ова утро да ни биде и утеха и помош, е тоа дека вие во Аџи-Бадем Систина имате и многу современа и софистицирана технологија со која што навистина сте им од огромна помош, стручна, професионална на сите пациентки кои што дошле во вашите ординации. Ајде малку околу тој момент. Ние во Аџи-Бадем Систина сме тим. Значи секогаш е битно тимски да се работи. Имам одлични тим на онколози колешки со кои што работиме. Ние секогаш мултидисциплинарно решаваме за нашите случаи. Имаме тим на одлични хирурзи, тим на радиолози. Имаме еден можеби од најдобрите радиолози во нашиот тим, во нашата болница. Ние сме во постојана комуникација. Не можам да ги исклучам тука секако тимски кога зборуваме и мултидисциплинарно патолозите, имаме специјалисти по физикална медицина кои што знаат да работат со дојка. Значи нас ни е битен еден целосен пристап, тој го возможуваме на пациентите, сме во постојана комуникација не само еднаш неделно со сите останати специјалности за да можеме да одлучиме за најдобриот третман на пациентите. Кога сме кај најдобриот третман на пациентите, сакаме уште и ова да го кажам, во последните години веќе е прифатено во сите светски протоколи дека треба да се обрне внимание и многу битен предоперативниот или неоадјувантниот третман на раниот карцином на дојка, особено кај неколку подтипови на карцином на дојка, нели, бидејќи има неколку подтипови, не го спомнавме тоа во однос на рецепторниот статус, меѓутоа секогаш како прво
пациентка кога доаѓа на преглед прави кор биопсија, имунохистохемија, значи мора да има имунохистохемија која ќе покаже дали се работи за хормон позитивен, тројно негативен, хер позитивен карцином на дојка. Спрема тоа одлучуваме и големината на туморот, дали некоја пациентка е прво за хемотерапија, значи тоа се вика неоадјувантна хемотерапија, или е за оперативен третман. Значи третманот за карциномот на дојка не треба да се реши во 3 минути, не треба вчера и не треба утре, не треба да се брза. Тоа е најбитно да знаат на пациентите да не избрзуваат во одлуките, да се консултираат со сите, значи мултидисциплинарно, еве како што го кажав, тим онколози, патолози, хирурзи, радиолози треба да одлучи заедно за третманот на пациентката. Не се одлучува поединечно и секако не треба да се брза во истиот момент да се донесе одлуката. Така е. Ви благодарам многу што ги подсетивме ова утро, ги едуциравме, иако знам дека во денеска во 21 век не постои жена која не знае колку е важно да се прават овие навремени и редовни прегледи. И на крај уште еднаш ќе го заокружиме разговорот со тоа дека карциномот на дојка е излечив, доколку ние вистински се грижиме за нашето здравје и навреме дојдеме на преглед. Така е. Карциномот на дојка се лекува, не е стигма. Слушаме дека секоја 8 жена во Америка, многу голем е бројот и на млади и на возрастни жени, не треба да живеат пациентите во страв. Не треба да имаат страв од прегледи, треба да одат на редовни прегледи. Колку порано откриен проблем, толку многу поедноставен за решавање. Така, ви благодарам многу и верувам дека во октомври повторно ќе проговориме и за сите видови на карцином, и за начинот на третирање, но и за многу други работи кои што верувам дека нашите гледачи, особено нашите гледачки, ќе ги интересира. Искра? Благодарам. Ви благодарам многу на гостувањето. Поздрав до сите ваши колеги кои што редовно ни доаѓаат овде.